Добре дојавте во За или против, јас сум Љупче Светановски. Мој денешен гостин е пратеникот Тони Јаревски. Добре дојде. Добар ден, добре најдов и благодарам за поканата прв во За или против. Последниот пат беше што не е јасно, чинам. Така. Добре дојде уште еднаш. Тони, доцна синоќа во собранието се донесоа измени на законот за јавен ред и мир, нешто што е многу потребно после она што ни се случи во Кочани, се отворија многу работи, меѓу другото и ова на што најмногу се однесуваат измените на овој закон? Најнапред да го видиме контекстот, како што кажавте, можеби тоа беше работата која што иницираше потребата од уште подинамични промени и согледување на работите, каде треба да се интервенира, каде се реагира, каде треба да се притиска. Едноставно, простор веќе за толеранција за ништо нема, не дека и до сега имаше. Како што знаете, течеа многу активности во однос на сузбивање на криминалот, на корупцијата, на подобрување на тековите, но ова несреќа не затече сите и се утврди дека едноставно потреба од зголемена динамика во сите области е потребна веднаш. И ние во овој изминат период од неколку недели наназад интензивно работевме од она што е нашиот домен, покрај она што го работи и извршува извршната власт, во оној домен каде што ние можеме да подобриме во законската регулатива. Серија на законски решенија и предлози веќе се на влада, но дузина на закони, предлог закони, измени, дополнување така натаму се веќе во постапка и во собранието иницирани од пратеник или група на пратеници. Така да продолжам таму кај што застанавме, ќе има серија на закони каде што ќе биде јасно дефинирана одговорноста, каде што утврдените недоследности или празнини ќе бидат надминати, ќе бидат јасно дефинирани критериумите според кои ќе треба или ќе може да се одвиваат соодветни дејности или активности. Еден од нив е и измените и дополнувањата на законот за прекршоците, за јавниот ред и мир, каде што има повеќе измени кои што би требале да не осигуруваат дека од тој домен дека вакви работи не би можеле повторно да се случат. Првично е забраната за користење на пиротехнички средства во затворени простори. Понатаму има серија на измени на глобите за кои што беше утврдено и од јавноста, и од фелата, па и од нас пратениците дека се навистина премали за такви потенцијални ризици кои што може да се случат. Тие се во најголем дел веќе двојни, по повеќе основи, почнувајќи од оние помалите прекршоци, па понатаму кои што се движат. Проширен е опсегот на прекршоци кои што се основа за постапување по законот, а исто така она што беше многу потребно и утврдено, зголемени и проширени се надлежностите на полицијата, каде што може да постапува. При тоа, особено го истакнал фактот што беше потенциран како потреба и утврден како заклучок од досегашните активности и разговори, дискусии што се имале, во делата на прекршување кај што се повторуваат. Значи, направил едно дело, поминал со казна, уште едно дело, повторно со казна, нема подобрување. Во овој случај, на надлежноста на полицијата ќе има да може да изврши приведување и притвор, краткорочен притвор до определен период, со цел да биде спречено од повторување на понатамошните дела. Тоа е едното и генерално целокупната рамка треба да даде сигурност каде што имплементацијата на истиот закон би бил во олестителни околности или полесно спроведлив. Се разбира, ја би сакал да укажам на уште еден момент, бидејќи ние долг период укажувавме на состојбата во која што ни беше државата, на производот зошто ни се случи ова. Во многу емисии во јавноста и во дискусиите на говорница сне говореле за систем кој што не функционира. Кои беа причините за истото, да не ги наменувам, неќем да го носам на кај политика или напад кон нашите политички опоненти, за институции потопени во корупција, за системски недоследности, за извештаи од нашите меѓународни партнери или институции кај што укажуваат на
на невладењето на правото, немањето одговорност, на нефункционалност и така натаму. Сите тие се причинители да дојдеме до едно ниво кое што сега, како што кажуваме, мораме веднаш да постапуваме, мораме брзо да постапуваме, да имаме една динамика која што мора да биде запазена во континуитет. Така да верам дека не се само овој закон, ова е само почетокот, како што кажав, има спремно уште серија на други, ќе се иде област по област, закон по закон, и она што е многу важно да го повторам дека и ние како граѓани се дел од системот. Законодавната власт можеби ќе се заврши својата работа, извршната власт немам дилеми дека ќе продолжат со уште зголемено темпо сите активности на подобрување на состојбите, но исто така ние како граѓани мораме да го промениме нашиот менталитет, односно пристапот и наш како дел од општеството. Бидејќи најдобриот закон да го имате, доколку истиот не се почитува, ви имате проблем. Треба да бидеме некој свесни и за најситните работи какви сериозни предизвици или последици би можеле да предизвикаме. Но сепак, општествените чинители се оние носители на работите кои што треба да гарантираат безбедност и стабилност. При измените користевте и странски искуства, докажани работи или? Сублимирани се повеќе работи, земени се компаративни анализи, беа согледани и укажувањата и од јавноста, дискусиите што ги имавме во рамките на парламентот, преходните иницијативи што стоеле, размислувањето од страната на безбедносните структури и така натаму. И ние уште во самиот почеток, при самото поднесување на законот, ги повикавме сите пратеници да се вклучат во истото, да дадат сугестии, да направиме што е можно подобро решение. Реков дека идеално немаме потреба, но оставивме максимално отворен простор да се вклучат и од страна на сите пратенички групи, од сите националности, со нивните сугестии и забелешки. Немаше амандмани, но морам да нагласам дека на наше задоволство беше поддржан со консензус од сите политички партии, од сите пратеници во парламентот. Тоа укажува дека барем во однос на овој дел, во сегментот на јавниот трети мир, имаме цврста поддршка со едно солидно законско решение кое што ќе возможи негова доследна примена и елиминирање на дел од ризиците кои што доведоа до оваа трагедија. Една од измените која што предизвика можеби најголемо внимание беше токму драконското зголемување на казните за присуство на малолетници по полноќ. Ова се однесува само на субјектите како локалите и собствениците или пак се однесува можеби и на родителите, бидејќи во овој случај само тие се казнети, дали ќе се фокусот е поставен доколку се утврди состојба каде што малолетник присуствува во соодветен локал или објект по полноќ. Цениме дека тука треба да внимаваме сите, не само законски аспекти, повторно ќе го ставам, јас сум родител, мојата ќерка 16 години, треба да бидеме доволно одговорни, да укажеме и да ги поставиме на правиот пат, да им укажеме на ризиците што значи после полноќ да биде, а од друга страна да се внимава по однос на почитувањето на законот. Она што вие го рековте ги детектира на малолетниците кои што ќе бидат отстранети од објектот, но дефинитивно поголема одговорност имаат и собствениците на објектите и службите, односно редарите што се во рамките на организацијата на објектите, локалите, кабареата или клубовите и така натаму, кои што навистина треба доследно да се вршат својата работа и да направат соодветните проверки да не се дозволи присуство на малолетници по полноќ. Кажа дека ова е само дел од законите кои што се менуваат. Што друго е во план каде да се направат измени поточно, дали имаш тука согледување? Ги имаме повеќе. Дел од нив се работеше до полноќ. Преходниот дел 10 или 12 закони беа различни. Има некои што се во тек, да оставиме во периодот кој што е пред нас да биде еден по еден да бидат сите разгледувани. Добар дел од нив ќе ја тангираат и материјата за која што споменавме. Еве ме можеле да укажам на уште нешто ја лично го очекувам. Тоа е по повод активноста на проверки и контроли што ги направи Министерството за транспорт. Мислам дека вице-премиерот и министер за транспорт беше и во вашата телевизија каде што укажа подетално за информациите. Фрапантно е. Тие проверки кои што потекнаа со одлуката на владата по утврдувањето на нерегуларностите со лиценцата на
дискотеката во Кочани, во сите институции кои што требаше да ги спроведат. Фрапантно е тоа дека со интензивна работа за еден викенд, деноноќна работа на администрацијата на Министерството за транспорт, успеа да утврдат нерегуларности или неосновање и потреба од одземање на дури 480 лиценци. И тоа, пазете, од различни типови. Станува збор за лиценци за урбанистичко планирање, проектирање, изведба, градење, надзор. Страшно е. Мислам дека и министерот укажа на потребата дека нивната надлежност завршува со одземањето на лиценците и понатаму ќе ги предадат за постапување до МВР и обвинителството, но ние можеме само да нагаѓаме до каде се тоа би можело да отиде. Дали некој проектирал, цртал или изведувал без соодветни услови кои што требал да ги исполнува за истата лиценца да ја поседува. Она што беше најавено како закон кој што се изготвува се измени со кои што проверките овие што преходно не беа лимитирани, сега ќе треба да се прават секој 6 месеци, бидејќи утврдени се злоупотребите за исполнување на условите на денот кога се зема лиценцата, за веќе следната недела или следниот месец да има неисполнување на условите или некои слични изигрување на прописите. Исто така кажа дека ќе ги заострат и контролите, каде што вакви појави веќе нема да се случуваат. Но исто така подеднако важно во тој процес да видиме како ќе постапат МВР и обвинителството, бидејќи доволно е веќе да се бавиме со менеджмент на последиците, треба веќе да се фокусираме и на превенција на случување на регулативата или на почитување на законите. Помина законот за енергетска ефикасност, исто така тоа беше вчера вечерта, каде што со измените покрај дефинирање и зголемување на финансиските издателства за издавање на лиценците и за обновување на лиценците се дефинираше овластување, каде што 36-ти оние што биде пред законот издадени сите лиценци и овластувања, се дефинираше 36-ти до која што ќе важат и тоа само за контрола на домувањето, односно за зградите. И задолжено беше Министерството за енергетика до 31.12 годинава да изврши целосно согласување со лиценците. Значи се работи на сите полиња, целокупната регулатива практично имаме еден скрининг, кај што се утврдуваат потреби, се реагира веднаш. И верувам дека ќе имаме добри законски решенија. Ја ќе во секој момент и јас и колегите сме расположени да ги чуеме и другите мислења. Се надевам на активна улога од сите чинители во општеството, дека ќе имаме добри предлози, дека ќе имаме квалитетни решенија, но она што е најважно, се надевам дека веќе доаѓа период кога какви да се решенијата, колку да се добри, ќе бидат целосно испочитувани како од физичките, така и од правните лица во државата. Во превод, како што ве обвинија, сепак не било така, не одмаравте 2 недели. Добро, Слава Боја си фатил во Грција, како што ви рекла. Работевме, можам да кажам за нашата пратеничка група беше целосно посветена. Не исклучува можност дека некои беа на Facebook, па беа многу силни за коментирање и не сакам натаму да движиме дискусијата. Би сакал да укажам дека навистина исполнува фактот што речиси сите од колегите од нашата пратеничка група во различни групи, во различни тимови што бевме работеле на различни решенија и како што видовте имавме плоден, интензивен, динамичен ден каде што многу решенија беа поминати, беа образложени, беа потврдени и очекувам истата динамика да пројде со исто темпо да проложи во иднина. Веќе утре имаме и пратенички прашања, верувам дека ќе имаме информации многу подетални од владата и во однос на чекорите што се случуваат и во однос на работите кои што предизвика овие активности да бидат превземени. Се проверува и локалите, се проверува и јавните институции, нешто што досега не беше сторено и во тек се работи тебе, во Прилеп се затворија дел од јавните институции, театри и сето тоа, но ќе продолжи ли се тоа? Мора да продолжи. Мора да продолжи, бидејќи законот е закон и пред законот треба да бидеме сите еднакви. Мислам дека и председателот на неколку пати нагласи дека не станува збор само за приватните објекти, за локалите или за кабарењата, станува збор за примена на законот во сите области, вклучително и државните објекти кои што не ги исполнуваат условите. И ние имаме пишувано, ние имаме дискутирано преходно на некои објекти кои што имало ризик
дали при изведбата, дали при самиот технички прием, дали биле спорни, каде што се собира поголема маса на луѓе, каква и да бидат реакцијата, тие недостатоци мора да бидат отстранети. Она што е важно да се потенцира, дека ова се процеси кои што не се водат ради казнување, не се ова процеси каде што треба да се соберат дополнителни X средства како што беше преходно поучени од владата на ДУИ од СДСМ, туку се ова процеси каде што сите субјекти, сите општествени чинители ќе имаат доволно простор да ги надминат недостатоците, а при тоа исто така да имаат удел во изготвувањето и надминувањето на досегашните недоследности при изготовката на новите законски и подзаконски акти. И тука не се само и државните објекти, тука се и објектите за колективно домување, како што знаете беа спроведени од страна и на ЗЕЛС соодветни активности на проверка на сите згради, сите објекти за колективно домување, и таму имаше фрапантни показатели дека во добар дел од нив не отсасуваат или не ги исполнуваат соодветните услови, дека има ризик од ПП апарати, противпожарни црева и така натаму, некаде дури противпожарни скали. Таму доаѓа прашањето како во некои општини може да се излезе со фактот дека од 801 зграда 800 биле непрописни, а во тој момент имаме серија на нови згради кои што добиле употребна или техничка дозвола пред месец, 2 или 3. Сите се тие работи на кои што треба да дадеме одговор, но и да бидеме посветени и како личности, но и како институции во периодот кој што доаѓа. Да нема толеранција, да нема прогледување на прсти, доследна примена на законот и максимални безбедностни критериуми и устои за работа и употреба. Утре во македонската влада ќе се сретнат премиерот и председател на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски и председателот на СДСМ Венко Филипче. Објави пред малку Курир. Мицкоски го предложи тоа да се избегне онаа шарада од лидерски средби, мислам поглаварите односно племенските заедници ќе се собираат, многумина така го толкуваат бидејќи тежината на еден и на друг е различна. Предложи Филипче денеска прифати, истото потврден одговор пред малку пристигна и од владата да ќе се одржи утре седницата, но во предвечерието на таа средба Филипче на пресконференцијата ве обвини како власти, како коалиција, за селективност во истрагата. Каде ја виде селективноста Филипче во целата приказка? Колку што јас знам како новинар, има многу припадници и тоа високо позиционирани, еве го поранешниот градоначелник, предпоранешниот градоначелник и други лица кои што се од ВМРО-ДПМН. Каде ја виде сама селективноста во приказката? Не можеме да ги судиме. Тие се политички субјект кои што си одговараат пред граѓаните, пред нивните гласачи, пред нивните поддржувачи, но мислам дека никој нема да награди ниту несериозноста, ниту неодговорноста во дадени специфични или тешки моменти како што ги поминува Македонија овој период сега и многу важни за нашата иднина. Дали ќе го ресетираме системот или ќе го воведуваме, односно ќе направиме услови за максимално владење на правото со такви неодговорни изјави, кога сте самите сведоци. Нема селективна правда. Нема тука ваш или наш за вакви ситуации. Во тие објекти посетуваат и нашите и нивните деца. Нашите деца едноставно ги посетуваат. Ние ги посетуваме. И нашите ризици се подеднакво големи како и нивните. Така да законот треба да биде за ист и сега знаеме изигрувањето на законот колку скапо може да чини. И затоа овој процес се движи комплетно цело време. Значи, почнувајќи од сите нивоа, вие укажавте на градоначалници, можеме да ги 34 лица беа, да не ги повторуваме сите што беа офатени во првите чекори со постапка, до тука не застанува. Секојдневно сме сведоци дека има и други постапки. Имаше, сега беше приведено последно и лице од обезбедувањето што беше на високото раководство во државата. Имавме вчера известување дека се поднесени 8 кривични пријави за други припадници на МВР. Имаме сведоци бевме дека и во период уште пред Кошари беа разбиени неколку криминални кланови поврзани со наркотрговијата. Така. Имавме акции кај што се сузбиваше корупцијата. Имавме акции за прв каде што бевме сведоци кај што се оведен врховен судија и имавме и јавен обвинител, што никогаш не било во историјата запазено. Така да селективноста не води никаде. Резултатите од оваа битка со криминалот или со отруениот систем или ќе ги почувствуваме сите,
или ќе бидеме сите губитници. Од оваа ситуација не е каде што би можеле да имаме импровизација или каде што би можеле да имаме простор за политиканство или некои ситни надмудрувања за ефтини политички поени. Не е ова таков момент и мене ми е жал што бевме сведоци на такви едни изјави или обвинувања за селективност кога навистина ја нема. Мислам дека беа разоткриени, мислам дека беа јасно видени од јавноста ваквите неодговорни тврдења и затоа поддршката и на оние несериозни или неодговорни обиди за злоупотребување на трагедијата веднаш беа со намалена поддршка од страна на јавноста и веќе малте не изгасна, веќе ги нема. Една од главните алатки на кујната од Бихачка се токму девалвацијата и релативизацијата. Релативизацијата води кон тоа дека сите сте исти. Го спомна случајот со обезбедувањето на премиерот кој што во моментот ево шутка приведен таму е. Ако се сеќаваш пред неколку години во Струмица имаше еден граѓанин на Струмица Игор кој што сведочеше јавно дека е претепан од обезбедувањето на тогашниот премиер Заев. Се отвори случај, имаше и гостувања, Геге Демировски беше кај мене од партијата на ромите и се, но сето заврши откако така наеднаш, ничим изазваним што велат северните ни соседи, човекот што беше претепан се предомисли и кажа дека не било така, иако беше збумбарен целиот, не баре самиот се тепал. Разликата и приказката, сите сте исти. Исти ли сте? Не сме исти. Љупчо, навистина, што ви може да искоментираме за тој случај, многу непријатен, се потсетив сега кога го кажавте, но говориме за луѓе кои што трагедијата во модуларната болница го обвинија кабелот. Кај што немаше соодветна завршница и за неколку случаи преходно, кај што беа навистина трагедии, кај што ни гореа живи луѓе. Јас бев вклучен и во анкетната комисија за онкологија. Знаете каков процес беше, знаете што све не се појавија таму. Имавме заклучоци, конечно ги доставивме до обвинителството и толку. Во тие заклучоци е и сегашниот претседател на СДСМ. Имаше јасно ведено, подкрепено, така, у суштина анкетната утврдува политичка одговорност, беше подкрепена од многу аспекти, по многу основи, за многу лица, беше со диаграми, со приложени материјали, со потврди, со нивни сведочења, кај што го докажува истото, не постапија. Неажурноста на судовите не треба повторно да спомнуваме, затоа и кажав. Секој треба да си ја заврши својата работа. Јас сум уверен дека Министерството за внатрешни работи и владата ќе направат сите потребни чекори во однос на подобрување на состојбите, на превенција на слични случувања во иднина, но фоллоуапот веќе зависи од судската власт и обвинителството, кои што треба да го осигуруваат правосудниот систем во државата, кој што за жал е се уште со екстремно низок рейтинг и имаат сега можност да не се доведеме во ситуација дека повторно во политички цели може да се коментира, застане и постапката во однос на нивните решавања, ниту пак јавноста ќе толерира да имаме одложување на самата истрага или постапките што се движат ради постапките против нив. Еве нека се заврши да видиме како ќе заврши со истото, но сепак потребите од промени во правосудството се јасни и доколку немаме соодветни пресуди на крајот од денот, не ќе биде јалова работа на сите органи назад. Но јас сум уверен дека следат денови во кои што оваа посветеност ќе вроди со многу резултати и каде што за релативно краток период ќе имаме други состојби по кои што за жал овие случаи за кои што збориме би биле само едно непријатно чувство од минатото. Во образложението на Филипчето истакна 5 области кои што требало да се отворат повторно и да се санираат. Образованието, кое што меѓу другото го уништи Мила Царовска и ден денес ги трпиме последиците од незините екскурзии. Од друга страна било тука здравството на кое што на чија што девастација реално нели кумуваше и самиот тој како министер за здравство. За правдата зборуваме за она распупеното судство на Заев со Кацарска и со Вилма Русковска и за екологијата меѓу другото, за кое што 7 години не мрдна со прст. Како ќе ги отворат овие сектори, области, како да ги наречеме, ќе се извинат за тоа што го правеле, ќе речат погрешивме, која е идејата на споменувањето на 5 сектори кои што беа руинирани токму во нивното време, дека сега требало да се оправаат малку, нели сепак е
Немам чувство, Волиш. не, Да. говориме за друг ментален склоп и за друг Премногу пристап од оној што хипокризија ние има го во имаме. приказката, да. Ние бевме сведоци завчера. Да. Истото со во однос на образованието, истите погубни политики кои што сега со законот за основно образование добар дел има начин како да бидат исправени, тие повторно инсистираат во истата насока. Тој некоја појава на Мила Царовска никако да ја надминат. Тоа си е нивна работа, повторно ќе кажам. Наше е, доколку го следат патот кај што сакаме да ги подобриме работите, се добре дојдени и со сугестии, и со забелешки, и со идеи, и со измени во рете, но ако се движат во насока и да не уверуваат дека како до сега беше добро и беше идеално, грешка се, мислам дека не треба да им се остава простор за истото. Како што го кажав, стојам на тоа. Сега е потребни се динамична, посветена работа, искрена, каде што треба да вроди со подобри решенија кои што ќе направат подобар живот за сите. Добар дел од работите во кои што ги спомнате, веќе ги искоментиравте вие, состојбата знаевме таму, директните критики ги знаеме. Јас многу пати имам коментирано на сите нив, еве само ќе напомнам и за животна средина што го напомнавме како тема. Една од расправите која што се одложи ради состојбите беше надзорната расправа за квалитетот на воздухот. Се надевам дека ќе биде остварена и навистина се надевам дека ќе бидете и вие присутни за да видите каква состојба и како се остава една неодговорна власт како што беше на ДУИ и на СДСМ и да ги видиме акционите планови и настаните активности кои што се преземаат сега за подобрување на истата. Не ми е тука акцентот колку тие биле лоши и колку лоша состојба оставиле, туку го ставам акцентот на увидувањето на проблемот, на преземањето на предизвикот, соочувањето со истиот и решенијата и активностите кои што актуелната влада и институции ги превземаат. Бројни се проблемите, напластени со многу години, не верувам во чуда преку ноќ, но многу е важно што веќе работите се движат во јасна насока и имаме таргетирани цели кои што се јасно споредливи по релативно краток период или не знам, на крајот од годината веќе ќе можеме да имаме некои согледувања и за динамиката, и за квалитетот на стварувањето, и за подобрувањата и се надевам што е многу важно за одговорноста за преходните состојби кои што довеле конкретни ситуации или личности кои што биле одговорни за истите. Во рамките на таа дволичност, од една страна глумат кооперативности дека се расположени за разговори се за да ги оправаат работите кои меѓу другото тие ги уништија, девастира, но од друга страна пак не може да не се забележи сенката на опозицијата за оние протести кои што ни се случуваат во државата. Да не се лажеме, има дури еден протест кој што можеби и ќе поминеше процес и протест кој што се одржа нели во Скопје, каде што се собра повеќе луѓе благодарение и на дождот, многу мина и ги скрија своите идентитети, како и да е, верувам дека имаше и многу луѓе кои што се поведоа од искреноста, бесот и гневот кој што беше насобран во нив од она што се случи искрено, но мислам дека повеќето можеби и не беа, за да на крајот на краиштата се појави кој друг како не синот на Бучковски за да го одјави со мегафон и да прикаже крај, за да утредента го искоментира и побара одговорност од владата синот на Фрчковски, ако не друго, двајца јуниори, нели? Меѓу другото, ајде симптоматично, едниот го фативте и што правел токму во Пуик, во канцелариите и нели се вика шмркање кокаин, меѓу другото некој си даде оставка, се потсетивме и на Павле Богоевски како тој заврши, даде оставка и никому ништо, не би требало да одат работите како што одат, нели? Но еве како гледаш на оваа сенка која што има постојано за сите протести, а од друга страна тие се кооперативни, сакаат да оправаат државата, а благодарение на тие протести меѓу другото ангажираат полиција, не дај Боже ако се случи нешто како што не треба тука да се обвинителство. Од тие критични моменти капацитетите беа оптоварени токму со и ги оптоваруваат и понатаму. Вие наведовте неколку работи кои што загрижуваат. Ја ќе нафрлам дека имаше уште една снимка која што гледавме, што мене вака можеби најмногу ме вознемири. Каде што гледавме конкретни инструкции да се злоупотреби состојбата. И како да се злоупотреби? Како да се злоупотребат чувствата на луѓето. И некој одеше буквално по значи, да бидеме искрени. Верувам и вие и јас бев гневен. Кога се случува тоа, не може човек да остане рамнодушен во такви моменти. Дефинитивно. Во такви моменти не можеме да кажеме дека сите сме присебни. И најстабилната личност, и најтрезвениот, најприсебниот пред себе е тогаш под силен емотивен притисок.
и од самите себе си што се ги правиме и од околината. И во тие моменти некој се трудеше тоа да го злоупотреби. Да го канализира за политички цели. И ние бевме сведоци со едно видео како тоа да се направи. Со конкретни чекори, со конкретни инструкции и она што мене можеби најнепријатно ме изненади од таа целата што бевме сведоци целата ситуација, што она што се случуваше на терен во јавноста беше by the book од она што им беше дадено како инструкција. И по однос на протестите, и по однос на јавноста, но ние можеби не сме најголемата нација на светов, но дефинитивно можеме се гордееме со нашите сограѓани, кои што тие обиди им беа јалови, лесно ги прозреа. Бевме сведоци на неколку статуси од некои и преходно жртви што беа злоупотребени од нивните најблиски, посетеноста на нивните протести, така наречени, беше се помало малтене веќе веднаш исчезна, и сите оние други форми на нивни одлики што беа под, како што велите вие, под сенката на опозицијата, веќе мислам дека не даваат резултат, а за кратко време сум уверен дека и контраефектите ќе се ги добијат, односно ќе им следи казната за тоа, бидејќи сите ние ова ќе го пребродиме. Јас сум уверен дека ќе, иако се многу тешки моменти, дека посебен период тежок, посветен, дека ќе се надевам ќе бидеме и помудри и посилни, но дефинитивно поодговорни према нас самите и спрема околината во која што работиме и живееме. Така да нека им стои тоа нивна чест, она што ни е важно нас да бидеме крајно посветени, крајно сконцентрирани кон исполнување на нашите и ветувања и нашите заложби и во она што ние го веруваме. Ние знаеме во што веруваме, прашањето дали тие знаат во што веруваат, што се дрзнат такви моменти да ги злоупотребат. Важно е да бидеме сконцентрирани во чекори кај што ќе направиме подобри услови за живот, безбедност, стабилност и услови за развој, како на нашата економија, така и на секојдневието во кое што живееме и екзистираме. Предпоследниот протест, така наречен, како што и самиот го стави во наводници, бидејќи посетеноста беше 230 луѓе, се одржа токму пред собранието, каде што добивте конкретно директно обвинување дека не работите ништо и дека сте на одмор, за да после неколку дена на истото место започне уште еден собир, овој пат инициран од ССМ, не подржан од ниту еден друг синдикат, на кој што, ако беа предходните 230, овие беа, ги гледав денеска, беа 50 на луѓе, ајде, независно како и да, беа малку луѓе, ССМ кој што во оваква ситуација излегува и побара повисоки плати и дека минималната плата е премногу ниска. Тоа е факт, но еве, минимална плата. Зошто не може да им се обезбеди поголема минимална плата на работниците во Македонија? И приказката со ССМ која што дефинитивно излезе надвор од контрола на ситна страна репрезентативноста, сите тие работи, ако ти има 10.000 луѓе, 230, еве 50 се собрале, тоа е 0,5% поддршка на овие чекори. Повторно она што го кажа навредата на интелигенцијата на луѓето, но и освестеноста за политизацијата на целата приказка. Еве зошто не може да се обезбеди тони повисока минимална плата во моментов за работниците? Не станува збор дали не може да се обезбеди минимална плата повисока. Така. Не знам колку време имаме, но ја би сакал неколку минути да потрошиме за истото. Минимална плата може да се обезбеди повисока, можеби и двојно уште утре. Доколку синдикатот и работодавците се договорат. Но синдикатот ССМ, наместо да седнат и го сведат својот фокус, своите активности, својата енергија во преговори со работодавците, тие трошат дури не толку со владата, туку колегата Бране Петружевски. Значи, не можам да ги разберам. Така и тоа е интересен момент на СДСМ, познато таа кујна, избирате еден лик и девалвацијата, но кон еден лик не ве напаѓаат како ВМРО, како влада, туку сега крив име Бране Петрушевски. Но колегата е исклучително квалитетен, добар е, поставен е, редовно извади информации и мислам дека сгрешиле во тактиката, но не се. Поентата ми беше друга. Так. Ниту еднашка во историјата не се случило да има зголемување на минималната плата без договор помеѓу синдикатите и работодавците. Тие произлегуваат од социоекономскиот диалог кој што преходно беше утврден. Говориме за постулати и законски пристап, односно легислатива која што беше утврдена години назад. Затоа велам, доколку се договорат ССМ
и работодавците уште утре владата ќе прифати. Се ги идеме понатаму. Тоа е тоа што ние не можеме да влијаеме. Она што можеме ние да влијаеме е основата како се дефинира минималната плата. 50% од зголемувањето на индексот на трошоци за живот, согласно Завод за статистика што ги дава, и 50% од зголемувањето на просечната плата. Тоа е формулата што се утврди уште од претходно, што се користи и што е непроменета. Ме разбирате? Тоа го потпише и ССМ заедно со владата на Ковачевски. Така е. Тоа беше кај нив и тоа се условите, тоа се критериумите како се дефинира истото. Тогаш беше протоколирано како победа. Победа на синдикатот. Триумф, со дигнати раце. Ето така. Тоа. Зошто сега нешто има тоа? Може би до сенката вие што велите, но ја сакам фактографски аргументирано настапиме. Основата на пресметка на минималната плата и нејзиното зголемување, нагласувам сега што следи, е согласно формулата која што беше претходно дефинирана. Чекор плюс од тоа истото, ние како влада укажува истото. Во ред, сметате дека има основи, договорите се со синдикатот и работодавците, ако се договорите па и за двојна поголема, ние ќе прифатиме. И има и трета работа што треба да спомнеме, ја секогаш бев внимателен, треба да бидеме принципиелни и конзистентни секогаш. Ја бев многу внимателен за минималната плата и преходно. Зошто го кажувам ови, зошто го кажувам во однос на договорите? И не е толку наивно нивното барање како преувеличено или нешто слично, бидејќи во суштина има политичка заднина. Платите треба да пратат продуктивноста на трудот. Доколку се движат паралелно, како се зголема продуктивноста, вашиот GDP расте, вашата економија расте и има услови да се сподели повеќе со работниците, односно да цени нивниот труд. Така да автоматски да растат и платите. Кај нас тоа веќе подолг период не е тоа случај. Практично платите растат со поголем, има се поголем гап од година во година меѓу продуктивноста и платата. Што значи тоа? Доколку вие барате сега ваква нереално, несразмерно поголема минимална плата, условно кажано, пак ќе кажам, можеби ќе се договорат со работодавците, ќе се фокусираат да се завршат својата работа, ќе ги убедат работодавците, можеби ќе договорат 45.000 минимална плата, не знам. Но како што стојат работите, ако гледате така, треба овие два процеси да бидат паралелни. Доколку не се, вие тој гап треба да го покриете од некаде. Автоматски правите притисок на самата економија, а битката помеѓу платите и инфлацијата, никогаш платите нема да бидат победник. И ќе ви се случи ситуација што беше типична за времето на СДС. Вие ќе имате номинално поголема плата, но реалната плата секогаш ќе иде во стромовито надолна линија. Практично, вие ако сте земале 25.000 плата и вие покачиле на 30.000 денари плата, ќе можете следниот месец да купите продукти колку што се во вредност од 15.000 со претходната плата. Ме разбирате? Така да дополнително на тоа што тој гап, доколку вие го isforsирате, ќе морате од каде ако не од задолжување. И имате ситуација што беше позната СДС претходно во рок од 7 години да се задолжиме двојно повеќе од севкупното задолжување што имаме како држава претходно. Така да воопшто не е наивна работа, сериозно е, но треба практично како држава треба да бидеме насочени кон мерки, политики, активности да се подобри состојбата на стопанството, да расте бруто домашниот производ, да расте продуктивноста на трудот, во имплементација на нови технологии, во обуката на кадрите, зголемување на човечките капацитети, како производ на истото да биде нормална појава растот на платите. Практично, јас ако се прашувам, нашата цел треба да биде зголемувањето среднорочно или долгорочно, зголемувањето на просечната плата, не на минималната плата. Нема ништо успех во дефинирање или зголемување на самата минимална плата. Просечната плата е таа која што дава најубавиот одраз на состојбите. Ние треба да целиме кон модерна технологија, кон работна сила што има висока продуктивност, која што има висока ефикасност и која што има одлични услови за работа. И безбедност при работа, се разбира. Не те загрижува дека ќе почнат да те прозиваат на Трендафилов пресконференциите и слично не? Никој не е од тој случок. Еве ја го кажав мојот став, моето мислење, моето обраќање, еве повторно ќе повторам. Да. Мислам дека не грешам, дека тој став е укажан, доколку се договорат заедно со работодавците, за кои плата да договорат, мислам дека владата нема да направи никаков проблем да прифати таа нивна одлука. Ова упорно тврдење и покрај овој став што го знаат каков и фактографијата која што постои,
обидувајќи се упорно се насочува на политичко поле, целата тема самото укажува дека можеби нивните политички ментори или нарачатели не се доволно искрени. Легитимно е да излезат и на протест. Легитимно е, на крајот на кришата легитимно е и да кажат дека нивните ставови се идеални со опозиционата партија. Но не е искрено вака да настапуваат, да укажуваме на независност или нешто слично, а воедно и вокабуларот и наративите и целите да бидат исти. Дајте да разговараме, да видиме кои се условите, како може да се подобрат работите, каде се насочат активностите, за да имаме на лонг терм, на долг рок, сите подобра држава во која што ќе можеме да живееме. Имаме уште многу теми за отворање, ќе одиме малку и со позитива, ќе ги слушнеме и новитетите во законот за сезонски работници, ќе зборуваме и за коридорите кои што се во изградба, одиме со кусиот бок реклами со нас е Тони Јаревски, останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е пратеникот Тони Јаревски. Тони, во моментот еве зборувавме за она што се случуваше, да се вратиме малку и во реалност и работата на собранието, нешто што можеби ќе биде интересно за многумина во тек е подготовката на законот за сезонски работници, нешто што е многу малку опфатено во јавноста и ретко се третира. За што всушност еве станува збор, кои се новитети? Да, благодарам што го кажавте како прашање. Исклучително важен закон и за прв пат во историјата на Македонија, кај што го опфаќа ангажманот, повремениот ангажман на работната сила, популарно го велиме како сезонските работници, помине на комисија во редовна постапка е, сега ќе практично утре ќе биде на пленарна седница за првото читање. Јас сум од оние што ќе инсистира и за јавна расправа да имаме, со цел да бидат офатени што е можно повеќе аспекти, да бидат слушнати и земени предвид сите општествени чинители, сите институции кои што се офатени, со цел да имаме едно најдобро можно решение кое што офаќа, како што кажав, за прв пат оваа тематика која што постоеше за жал во сивата зона кај во македонското општество и економија. Станува збор за еден закон кој што има сериозна практична примена, но исто така станува збор и за закон кој што ќе зададе силен удар на сивата економија или на сина зона, кај што популарно меѓу луѓето накажано како работа на црно. Сведоци бевме досега дека имавме таква состојба која што и двете страни во дадени моменти беа соочени со желба да бидат во формална економија, а од икс причини не може да постојат. И од една страна и работодавците, но и вработените кои што се појавуваат како сезонски работници. Јасно се дефинирани кои области ќе бидат прифатени. Членот 9 конкретно ги дефинира. Тука се работите во земјоделието, работите во гостителското и оние повремени работи кои што ситни занечиски работи кои што се ги повикуваме во домот. Ќе објаснам како е стигнато и со нив. За работи кои што се од сезонски карактер, кои што се повторуваат еднаш. Имено, серија на работи кои што, како што кажав, се од сезонски карактер, имаше услови во кои што и вработените и оние што ги извршуваат работните задачи, работодавци беа во ситуација кај што не можат условно да бидат пријавени. Таква состојба не е типична за македонски устави. Искуствата што се земени и во регионот, но и од Европската унија и одлични резултати има. Земите во соседството по неколку милиони приходи се направени, но и самите дејности добиваат на тежина. Уште во самата подготовка до ДКБФ или кога поднесовме законот, веќе имаше интереси од да се прошири со неколку области. Ќе ги видиме во текот на јавната расправа на какви потреби ќе се укажат, од оние што реагираат ќе бидат поканети истите да земат учество. Практично со законот ќе се возможи еден повремено ангажиран работник да работи до 100 дена во текот на годината кај еден работодавец, а во меѓувреме доколку бил корисник на определени услуги од државата, не знам, ако е студент да биде стипендија или пак корисник на некоја старосна пензија или нешто слично, кој што досега беше утврдено како пречка дека се за стапување на формален работен однос, сега ќе има можност да ги извршува овие работи, а при тоа да не ги изгуби
доби тие бенефиции што ги има како прво. Како второ, серија на такви дејности од сезонски карактер кои што се зголемуваат во потребите на земјоделството или добар дел од угостителските објекти кои во екот на туристичката сезона, каде што знаеме добар дел и знаат да напуштат државата да работат сезонски во некои други држави, сега можеби со имплементацијата на ова законско решение ќе добијат плюс можност да бидат и тука, но на нивно место работеа многу често средношколци во 17 или 18 години, сега ќе имат можности со нив. И што е многу важно, ќе биде растеретено. Лоцирани се сите сегменти каде што беа како обременувачки карактер за досега да не бидат во формалната економија, затоа ќе има изработка на посебна апликација, ќе има посебни хардверски, софтверски решенија и што е она многу важно, обезбедени се средствата не само за апликацијата хардверски и софтверски решенија, туку и за обуките на администрацијата што ќе треба да ја користи истата. Ќе можете со користење на една мобилна апликација веднаш да го пријавите лицето, многу поволности има и при тоа да можат и работодавачите и работниците да бидат легално чисти во формалната економија, при тоа се врши дејноста. Истото важи и за оние ситни поправки во вашите домови што се случуваат, што досега вака како можеме да карикираме народно кажано, ќе повикате некој за некоја ситна работа, ќе ви направи некоја белја, сега ќе имате трага. Бидејќи ќе има каде да се пријави, од друга страна па и тој што ќе може да поправи, ако се заврши работата, ќе си има на трансакцијска сметка соодветната сума која што вие сте ја договориле, ќе се плаќа еден надомест определен што е дефиниран натре, кој што нема да ги оптовари никој. Така да закон кој што верувам дека ќе биде од полна корис и полес на нашите граѓани. Очекувам дека со неговата имплементација ќе има потреба како исти да се привикнуваме дека ќе се прошири и на други области. Драго ми е што е потписници на истиот беа и од опозицијата го поддржа потребата од законот, поднесувањето на истиот и верувам дека ќе нуди новина која што ќе помогне и во однос на сузбивањето на сивата економија, но и правење на услови за одвивање подобри услови на формалната економија, фирмите, стопанството и домаќинствата. Очекуваш и јавни дебати на ова? Да, очекуваме после таква постапката, прво треба помине на пленарна седница, потоа пред второто читање треба да се одржи јавната расправа. Ја инсистирам, верувам дека ќе добијам поддршка и од колегите пратеници. Ќе одржиме јавната расправа, ќе ги повикаме сите, да искористам и оваа прилика сите членители што се заинтересирани да се вклучат без оглед дали се тоа забелешки, мислења или прашања за имплементацијата на истиот. Драго ми е што до сега предизвика толкаво внимание, имаме навистина голем интерес, стига цело време прашања, одговараме. Се надевам во самата оваа постапка најголем дел од дилемите ќе бидат решени или прашања што ставаат, веќе најголемиот дел се решени. Верувам дека уште едно мислење од засегнатите институции кои што ќе бидат офатени, например, надлежноста ќе биде инспекторатот на труд, агенцијата за вработување ќе има една надлежност, управата за јавни приходи ќе биде задолжена да приберење. Све е тоа офатено, но добро е да се земат уште еднаш мислењата, уште второ мислење, да ги видиме мислењата и од стопанството, засегнатите страни, да видиме дали има потреба од уште некои нови. Нека можеби ќе изгубиме недела или две во самиот процес плюс, но ќе направиме еден исчекор, крупен исчекор напред во една област, една тема која што не беше воопшто офатена назад со децении и мислам дека уверен сум дека ќе даде соодветни резултати на задоволство од сите чинители во државата. Буквално кажано транспарентно со поддршка на сите некако досега со европско знаменце и швейцарски да помине така. Нема, јас сум од оние што секогаш се има потреба некоја со скратени постапки, веќе кажаме претходно неколку закони кои што требаше да бидат, кај што или има потреба од брза постапка или пак се со мали некомплексни измени кои што не предизвикуваат некои фискални импликации кои што може да поминат во постапка, но секаде кај што би можел, јас сум еден од оние и така и доминира мислењето во пратеничката група, кај што би можело да користиме оние други алатки што ги имаме на собранието во делот на надзорната улога, анкетните комисии или јавните расправи, како што сега ги иницииравме. Верувам дека ќе се множат во период кој што доаѓа тука, бидејќи се покажа, односно и ќе се докаже дека користењето на тие инструменти што стојат на располагање на пратениците вродуваат со добри резултати. Ти благодарам што беше мој гост. Ви благодарам уште на поканата. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.